Добро утро за нашиот доктор Ангел Чандоновски, специјалист педијатар, Завод за ментално здравје кај деца и младинци младост. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам, добро ве најдов. Спомена и количката Елизабета Митревска книга, така ќе го почнам јас разговорот, нели жанровите се различни, дел од нив е и едукативни и за секако најмногу за родителите, како што ова што јас го имам во рака и беше инспирација за темата која што ќе биде во продолжение, развојна патека кај децата, нешто што се разбира е во веќе во продажба, ќе може да си го најдете, познато и за пред се за родителите, верувам дека поголемиот дел веќе си го имаат ова дома, бидејќи е навистина одличен прирачник. Докторе, важна тема е за родителите секогаш кога зборуваме за развојот на децата, за првите години, за првите 6 години, тоа го потенцирате и во оваа книга. Ајде да почнеме поред, што најчесто ги загрижува родителите во овие први години од животот на детето? Благодарам на поканата. Благодарам на представувањето кое што е на ова книгичка, на овој прирачник, да кажам, кое што многу е значаен за токму за денешната тема која што ќе ја дискутирам, тоа се првите 6 до 7 години од развојот на секое дете. Многу важно е да токму треба да се знае дека токму во овој период на развој, од овие први 0 до 6 години, 0 до 7 ќе кажам, па и во помодерно време и јас големуваме таа, да кажеме, скала, е токму кои работи треба да се следат од страна како на родителите, така и на нивниот педијатар, кој што е многу битен и важна фигура во целиот овој период на раст и развој. Ќе кажам дека премногу бројни станаа проблематиките кои што се развиваат во ова модерно време, каде што сите знаеме дека и сметаме дека техниката и технологијата напреднаа, но тие техниката и технологијата донесоа и многу големи проблеми токму во овој развој. Многу се важни сите развојни етапи во растот и развојот кај децата, токму од 0 до 6 години, ќе кажам прво моторичките способности кај детето, односно неговиот физикус, физичкиот изглед кај самото дете, неговата моторика, неговата мускулатура, неговиот скелет. Подоцна да кажеме дека секако дека многу се важни и неговиот когнитивен развој, кој што треба апсолутно да биде следен како од родителите, така и од стручните лица, социјалниот развој и нормално емотивниот или менталниот развој кај овие деца. Зашто несомнено сакам навистина ова утро да обрнам толково внимание кај поготово кај родителите, да првично тие се тие кои што треба да бидат следачи на развојот на своето дете. Значи, тие се првите кои што треба да ги приметат сите промени во текот на нивниот развој, а поготово, еве јас ќе кажам на некој начин кога ја добив инспирацијата да ја создадам ова книгичка, овој прирачник, да го наречам, е токму тој развој. Зашто? Родителите се тие кои што треба да бидат коректори на растот и развојот на своето собствено дете. Односно, следењето од нивната страна е есенцијално важно, токму за да на вистина се приметат првичните проблеми кои што се можни да настанат во тој период, а секако дека и веднаш јавувањето, односно самиот превентивен начин на кој што ќе пристапат, односно се јават на лекарот, родителите треба токму да го знаат и на вистина веднаш да постапат, односно да алармираат до својот лекар, кој што понатаму ќе го следи тој раст и развој. Така. Дефинитивно тоа го кажувате и во самиот прирачник и во одговорот кој што го слушна внимателно. Најважни се првите 6 години од оваа развојна патека кај децата. Последствено на тоа и прашањето кои се најчестите првични, ајде да кажам, проблеми кои што се забележуваат кај малите деца, дали повеќе се физички или повеќе се психосоцијални, каде е тука улогата на родителот и неговата комуникација со педијатарот? Успеавме ли низ годиниве да ја изградиме таа култура на комуникација или се уште интернетот останува поголем доктор од педијатарот за некои информации? Несомнено, кога започнавме нашата дискусија денеска, дека кажав дека сметаме на брзиот раст и развој на техниката и технологијата и веќе ќе кажам дека таа вештачка интелигенција допринесе да и ние како луѓе некако се ослониме на незе, тоест да ја следиме, па можам да кажам и слепо,
но јас ќе кажам дека секој пат и колку да напредуваме на напред, човечкиот фактор секој пат ќе биде пресуден, токму во одредени работи кои што вештачката интелигенција не може да ги постигне, а тоа е визусот, односно видливиот момент и интелигенцијата која што е природна интелигенција кај секој човек, нели, кој што нормално е професионалец, поготово во овој случај кога станува збор за децата. Зашто напоменав уште на стартот дека родителите се уште ја немаат доразвиено на, да кажам, медицинска култура, односно првичното јавување кој ќе приметат кај децата, туку се базираат на артифицијалната интелигенција, на кажувањето од страна на повозрастните родители, односно на дедовците и бабите, следењето на одредени литератури кои што секако можам да кажам дека се делумно неточни. И, нели, имаше една, како да кажам, анегдота дека доколку не сте се обратиле на Google, обратете се на Yahoo пребарувач и така натаму, но тоа ќе кажам дека се уште постои. Зашто напоменав дека у стартот се мноштвени проблемите кои што се јавуваат кај децата токму во оваа возраст, како од физичкиот, така ќе кажам и од менталниот развој кои што навистина се најбитни за едно раѓање на едно и создавање на едно здраво суштество кое што понатаму ќе биде и градител на нашата иднина, не само на сопствената. Токму заради тоа што физичките проблеми може да се јават од секаков тип и аспект, ќе кажам дека првично моторичките функции може да се забележат. Во денешно време треба се следат и сите оние генетски заболувања кои што се можни да се јават, поготово на скелетно-мускулатурната система кај децата, а подоцна, да кажеме, како што доаѓаат во оној период на развој, сознавање, учење, бидејќи тој период од 0 до 6 е развој кој што детето навистина брзо учи и ги осознава сите работи, тука е најпресудна и улогата на родителите, но секако и на лекарот. И тука ќе кажам дека менталниот момент, односно првичните проблеми со говорот, кој што денеска се веќе реалност, се мноштвени и токму тие проблеми се први забележуваат. Односно, првата појава на невниманието, првата појава на неслушање на своето име, неодзивање на своето име, подоцна, нели, проблеми со говорот, односно недоволно развиен говор, немање на првите зборови и така натаму до стадиум до кој што веќе ќе кажам во поодмината возраст, односно од 2,5 до 3 години, веќе можеме да ги забележиме првите стереотипни движења кај одредени деца кои што се со проблем со аутизмот. И кога тука веќе сите овие работи ќе ги ставиме на купи, кога повторно ќе ја вратиме темата култура на комуникација помеѓу родителот и педијатарот, колкава штета може да се нанесе на самото здравје и кои се последиците врз самото здравје на детето доколку не се упатат родителите на време на одредени проценки, и имаме ли такви примери? Веднаш на стаќа кажам дека навистина многу е битно веднаш да се препознае тајмингот дека детето навистина настануваат некакви проблеми со самото дете и да се јават кај својот лекар. Првично тоа да биде нормално лекарот кој што е матичниот лекар, односно во овој случај пак ќе апелирам да биде тоа педијатар, бидејќи навистина педијатарот е тој кој што треба да ги препозна и да ги следи и нормално она што го збориме, каде вистински треба и лекарот и педијатарот да го упатат детето на проценка. Ќе кажам дека кај нас проценката се врши во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци. Можам да го напоменам тоа навистина, бидејќи искрено професионалците се наоѓаат во таа зграда, кај што работат долгогодишно, основање на самиот завод уште од 58 година и се уште трае. Подоцна ќе кажам слух и говор, па ќе кажам подоцна дека и сите оние кои што работат со таква проценка, за да ние соодветно тоа дете го на некој начин му направиме првичната анализа, односно да ја поставиме вистинската градација и степено до кој што тоа дете дошло до оштетување, односно дали на тоа дете му следува одреден вид на помош, односно дека понатаму треба да работи со професионалци од типот на дефектолог, логопед, педагог, психолог и така натаму, или пак ќе го упатиме во специјализирани центри како што се МКФ, односно Центар за проценка, за функционална проценка,
оценка кај овие деца, кај што соодветно ќе си ги барат и своите права и понатамошниот, да кажеме, начин на развивање на тоа дете кој што е со одреден проблем, односно оштетување кој што нели е настанато во овој тек. Комуникацијата, уште еднаш ќе апелирам дека навистина на родителите да биде многу брза, кои ќе ги приметат и првичните симптоми за кои што еве денеска говоревме, поготово во менталниот развој, за физичкиот веќе може да бидат видливи и ако станува збор за одредени генетски заболувања, веднаш да се јават на својот педијатар кој што ќе ги упати во соодветна клиника како што е клиниката за детски болести и така натаму и така натаму. Ако станува збор за менталниот развој, ја наведовме институцијата која што навистина функционира и до ден денес и е составена од врни професионалци. Се враќам повторно на прирачникот, бидејќи разбирливо и на тие што во моментов се родители на мали дечиња, тие кои што допрва треба да станат родители, кога не слушаат, можеби малку им е конфузно и се плашат, бидејќи треба да се внимава на многу работи, но не на секого медицината му е во преден план на познавање на нештата. Затоа повторно ќе се вратам на прирачникот и разгледувајќи го него, тука дури можам да кажам од сегмент на читател, внимавате доста и на некои детали за да се чувствуваат родителите некако полагодно или со поголема доверба. На самите страници горе ги имате пишано годините и месеците, всушност на која година на што најмногу да се внимава. Овој прирачник е во продажба, сакам да ги упатиме каде може да се најде и какви се реакциите, ме интересира, бидејќи веќе отприлика 2 години како нели може да се набави, какви се реакциите на родителите, колку ова кога го имаат во рака им дава некако повеќе мир и спокој во однос на здравјето на нивното. Како вие што забележавте, прирачникот е направен токму за лица кои што не мора да бидат никако медицински едуцирани. Значи, толку е материјалот прилагоден на потребите на секој родител кој што дури и со, како да кажем, и со мали познавање на одредени работи во науката, медицината и така натаму, ќе ги прочита и ќе ги увиди од самиот прирачник. Бидејќи навистина е напишено за секој месец што родителот треба да следи кај детето. Овој прирачник е напишан со толкава љубов и беше посветен токму на моето семејство, на мојот помал син кој што подоцна проговоре, за да некако и јас си ги пронајдам своите грешки како родител, токму работејќи врз самиот прирачник, за да навистина им укажам на родителите да не го поминуваат тој, да кажам, трнлив и потежок пат, нели, на совладување на овие препреки, поготово кај овие деца кои што настануваат вакви проблеми, и ќе апелирам дека навистина секој месец е многу битен за растот и развојот кај децата, поготово ако знаеме дека нивниот мозок е еден вид на сунгер кој што буквално перцепира секој вид на информација. Несомнено е кажано дека првите 6 години од развојот кај децата навистина се есенцијално важни за токму поради причината дека тогаш тој како да кажеме организам и тој создаен механизам кој што се јавува кај децата, односно тоа мозоче кој е свежо, ги прима сите информации и ние треба да сме токму тие како родители регулатори на целиот нивен раст и развој. Поготово ако се базираме на книгата, можам само да кажам дека минимални се одстапките кога сум ги бележал во врска со месеците, придавајќи значење не само на стручната литература, туку нешто што и да кажеме јас како родител сум го почувствувал и сум рекол дека не треба слепо да се држиме, нели, до бројките, односно до цифрите кои што се внатре ставени, но ние сами треба да се спознаеме себе си, какви сме и биле ние како помлади, како деца, што ни е на нас кажувано и што е сето она кое што треба да го спроведеме на своето дете. Односно, дали ќе сакаме нашето дете брзо да напредува или ќе го препуштиме тој раст и развој токму на, да кажем, на еден вид следење по учебник. И само да кажам дека не се однесува само за физичко здравје, зборуваме и за емоционално и за ментално здравје, така некако е поделена на 2 дела и добра порака е всушност како тежина некако вага. Сакав да кажам, како на 2 страни, дека двете работи се доста важни, и физичкото и менталното здравје, па така сакам и да ја завршиме темата. Каква е денес свесноста кај родителите и во врска со менталното здравје кај нивните деца, колку поотворено зборуваат за тоа, кога живееме и во време кога се уште е табу да се зборува за ментално здравје кај возрасни,
колку тоа прави штета на малите деца. Ајде вака, јас ќе кажам, бидејќи моето животно мото и мојата максима е се за децата. Апсолутно целиот свој живот на некој начин треба да го посветиме на нивниот раст и развој, на нивното развивање, на нивното создавање во зрели суштества кои што понатаму ќе ги практикуваат само здравите навики, пак ќе кажам, дека ние сме им еден мост во нивното учење и подигање, односно ние сме им една бледа, да кажеме, блед пример кој што треба да го следат, а тие да се доусовршат и да станат уште посвесни и да ни станат соодветна, дури поусовршена копија. Тоа е некоја наша задача, бидејќи тие и така ќе се нашата иднина и градители на целото наше општество и нашиот правец како ќе го зема државата. Ова е деценија на менталното здравје. Треба да се апелира апсолутно до сите, не само до родителите, не само до стручните лица, не само до властите, буквално до сите релевантни институции, дека навистина треба да се работи и буквално дека ако фатиме од 0 до 6, нулата е задача на младите родители кои ќе водат, а подоцна кога детето ќе стане школско дете, дека тоа е задача на учителите, наставниците и така натаму. Градинката ќе ја ставам во еден период на предучилишни знаења, каде што треба детето да ги создаде. Апсолутно треба да се обрне огромно внимание. Тој апел дека секој родител треба да си се консултира доста почесто и да не живее во некој темен век, туку да се посвети да го посетува својот педијатар, нормално не за секакви проблеми, туку проблеми кои што се засегнати од овој дел кој што ќе го примети како недостаток на проблеми во развојот. И ќе кажам една многу битна работа дека денешното општество, како на самиот старт ќе се навратам, е толку модернизирано да некако нас не направи многу комотни, многу лабави и да сметаме дека не треба да ја развиваме нашата вистинска внатрешна емоционална интелигенција и да ги осознаваме работите побрзо, туку некако можам да кажам дека отапевме и се препуштивме на таа техника и технологија да не води. Се помалку и помалку се слуша ваквиот начин на презентирање на информации кои што се многу битни и треба да бидат следени, и ќе кажам дека бројот на професионалците поради тоа трпи. Ние се како фела сме многу во помал број, токму и поради одливот на тој кадар кој што е стручен или да кажеме одливот на белите мантили и токму на оние лица кои што се професионалци. Се помалку и помалку, и дури можам да кажам дека навистина се соочуваме со еден проблем каде што освен едукативното затапување, ние имаме веќе и професионално затапување во врска со овие проблематики кои што не засегаат сите, па и нас. Се надевам дека брзо ќе се премине на конкретни решенија за ова кое што го зборуваме, бидејќи да, дефинитивно се чувствува веќе одливот на голем број на ваши колеги. За жал, а не сме голема земја, не сме многу луѓе, треба да се најде брзо решение. Инаку прирачникот може да биде најден во книжарницата во Гадос, во кругот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, постојано, нели, книжарницата го прода, доволна е бројката. Јас ќе кажам дека во текот на овие 2 години на созревање на оваа книга или на овој прирачник, беа бескрајни, да кажеме, првично емоционалните пораки до мене во врска со книгата, затоа зашто секој родител треба да ја поседува и да ја има оваа книгичка. И токму заложбата и пораката на оваа книга е тоа што го наведов дека е моја животна максима, тоа е се за децата. Благодарам и што за децата бевте утрово во Македонија на утро, со оглед на тоа колку обврски имате денеска. Веднаш по напуштањето на нашето студио веќе ве чекаат и првите родители со нивните деца. Ви посакувам убав и успешен, продуктивен секако работен ден. Ние се гледаме повторно во Македонија на утро на нова тема. Ви благодарам затоа зашто сте медиум, носач кој што навистина не само како национален сервис ги носите најбитните и најважните пораки и информации до нашите граѓани. Ви благодарам.